Проблемот со владењето на правото, високиот степен на корупција и законот кој што не важи еднакво за сите, ги нотира не само Европската комисија, туку и граѓаните ги нотираат во сите анкети. Вечерва разговараме токму на оваа тема со многу интересни и релевантни соговорници. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате. Граѓаните ја перцепираат корупцијата како проблем број 1 на државата, дури и пред економските предизвици, како високите цени, невработеноста и сиромаштијата. За најновите наоди од извештајот за проценка на корупција на МЦМС, зборуваме со еден од авторите, Снежана Камиловска-Трповска. Интервју со Владимир Георгиев. Заврши мандатот на најуспешниот состав досега на ДКСК. Предизвикот со борбата против корупција останува. Не смеа да се однесува дека институциите се некако нивна собственост. Треба да им јасно дека тие се таму заради институциите, а не постојат институциите заради нив. И дека не треба да се злоупотребуваат ресурсите на институциите, просториите, видовме се игри фудбал, се прават забави, родени и така натаму, нити службените возила, освен за потребите на институцијата. И тоа очигледно дека нема соодветен одговор од власта. Јас верувам дека во други подемократски земји министрите би требало да бидат разрешувани за такви прекршувања. Следете на. Корупцијата во земјава станала толку распространета што граѓаните веќе ја прецепираат како проблем број 1 на државата, дури и пред економските предизвици како високите цени, невработеноста и сиромаштијата. Transparency International во последниот извештај за перцепција на корупцијата, каде земјава забележа сосема незначителен напредок од 2 поена, наведува дека само што почнаа да се појавуваат некои мали знаци на напредок, судскиот систем беше значително нарушен со недемократски направените измени на кривичниот законник. А токму неказнивоста на коруптивното однесување, особено на високите политички функционери, е причина за дополнително продлабочување на овој проблем, за кој прилично гласни последните неколку месеци беа повеќе представници од меѓународната заедница. За тоа каква е денес состојбата со корупцијата во земјава и колку успеавме да направиме некаков напредок изминатите години, разговаравме со Снежана Камиловска-Трповска, еден од авторите на последниот извештај за проценка на корупцијата на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Проблемот корупција како таков е доста значаен за граѓаните, но на жалост резултатите од борбата против корупцијата се доста ниски, што дополнително ги покажува и податоците за вклученост на граѓаните во борбата против корупцијата, односно имено на секој трети граѓанин му е побарано да стори некакво коруптивно дело во текот на 2023 година, но тука имаме позитивен исчекор што секој четврти граѓанин прифатил да го стори тоа, така да отпорот расте, но не треба да се занемари бројката дека за скоро 400.000 граѓани во текот на 2023 година сториле некакво коруптивно дело, се со цел за да си ја завршат својата потреба, која што поредот на нештата треба да биде редовно завршена во некои редовни процедури. Постојат и други поразителни податоци кои што само покажуваат дека најголемиот проблем кога станува збор за корупцијата и зошто таа на некој начин е исплатлива тоа е неказнивоста. Односно, кога ќе направиме споредба на тоа колку граѓани биле вклучени во корупција, односно 400.000 предпоставка на граѓани вклучени во корупција и бројот на предмети со правосилна и судска пресуда од корпусот на дела поврзани со корупција, од некои си 120 и нешто случаи, изгледа дека за некои си 0,0% случај е досудено и донесена правосилна и судска пресуда. Со тоа само се потврдува дека неказнивоста во делот на корупцијата постои како таков и како тоа е еден од основните механизми за да се ние зборуваме за спречување на корупцијата, бидејќи покрај делот на превенција, градење на систем, репресијата оди рака под рака со целото тоа што гледаме дека недостасува во нашата држава во овој момент. Освен правосудните органи, според Камиловска, клучна во борбата против корупцијата е политичката волја за тоа, односно целосно имплементирање на законите за нејзино сузбивање. Гледаме дека имаме декларативна политичка волја,
Но на жалост од сите политички чинители не гледаме дека таа декларативна политичка волја се имплементира во пракса. Да, ние може да зборуваме за системски реформи, измени на легислативата, создавање на некакви дополнителни интерсекторски тела, носење на нови закони кои што се во делот на борба против корупција, но битно е да дискутираме колку и како се тие потребни во моментов и какова додадена вредност имаат веќе во констатираната борба. Да не забораваме дека ние имаме Закон за спречување на корупција и суди на интереси, кој што беше донесен во 2018-та, стапен на сила во 2019-та, со исклучителна вклученост на сите застегнати страни во процесот и оценет како еден од подобрите законски решенија кои што ние ги памтиме во помодерната историја на нашата држава. Се прашањето е зошто недостасува целосна имплементација, не само на тој закон, да го спомнеме законот за лобирање. И ден денеска ние немаме ниту еден лобист регистриран во државава, а сведоци бевме во минатата година, кога од говорница на влада, висок представник на владата изјави дека кога стануваше прашањето со коридорите, дека имал средба со компанијата која што понудила одредено решение за тоа како да се реши прашањето за патната инфраструктура, што директно упатува на постоење на лобирање. Дали и како е регистрирано тоа лобирање, со оглед на тоа дека немаме регистрирано нити еден лобист, можеме само да дискутираме за тоа дека не е почитуван тој закон. И тоа е втората флоскула покрај неказнивоста, која гледаме дека недостасува, односно недостасува делот на целосна имплементација на правната рамка ние која што ја имаме во сите одредени сегменти во општеството, не само кога зборуваме и за борба против корупцијата, бидејќи корупцијата не е само во еден или два закони, можеме да видиме и во многу други законски решенија каде што вешто успеваме да ги изманипулираме целта и значењето на целта на законот, духот на законот во кој што тој истиот се носи. Кога станува збор за корупција, прва асоциација за граѓаните се функционерите, односно според последните анкети, судиите и обвинителите. Но многу често, вклучени во коруптивни дела се и самите граѓани во секојдневниот живот, особено кога станува збор за здравствените услуги и образованието. Стандардно некако тоа традиционално истојот одговор го имаме кај граѓаните, перцепцијата на граѓаните е дека високите функционери, политичарите, пратениците, представниците на владата се едни од најкорумпираните во општеството и нормално дека случаите за сомнежи од корупција кои што произлегуваат и од медиумите, од граѓанскиот сектор, доведуваат да тие податоци се констатираат како такви. Да не заборавиме, највисоко на скалилото се правосудните органи. Секогаш перцепцијата е тука дека за граѓаните дека јавните обвинители, судиите не си ја вршат работата, туку се водат под некои лични побуди и дека се едни од најкорумпираните во општеството. И тоа е кога зборуваме, бидејќи перцепцијата пред се гледа од тоа што се сервира, што граѓанинот може да види. И тоа што се случува, големите случаи поврзани со онаа голема корупција, доведува да се создаде една таква перцепција. Но тоа не значи дека секојдневно граѓаните не се соочуваат и во други области со корупција. Тука е здравството, тука е образованието, тука е градежништвото, на кое што сме сведоци секојдневно дека имаме многу случаи на ситна корупција на кои што директно влијаат на животот на граѓанинот. Оневозможуваат да си ги спроведе секојдневните активности без да има потреба да фати, народски кажано, врски или уште по-народски кажано со едно мало внимание да си ја заврши работата која што би требало да си ја заврши по редовен пат во сите тие државни институции. Што се однесува до решенијата за оваа ситуација во која се наоѓаме, Камиловска Трповска вели дека ако сакаме, можеме да ја намалиме корупцијата во 3 чекори. Па топла вода не треба да се смислува за ова прашање. Многу се едноставни во принцип одговорите и јас би ги сублимирала во 3 круцијални, кои што пред се започнуваат со реална искажана политичка волја од сите чинители, не декларативно, не да видиме во политичките програми на партиите едни прозаични, прекрасни зборови за тоа дека има нулта корупција, дека нема да дозволат да се продолжи со неказнивоста, дека ќе ја спроведат казнивоста. Не, да видиме конкретни акции кои што ќе доведат до промена на овој системски проблем. А тоа е политичката волја. Да, тоа знаеме дека може на политичките партии секако нема да им биде секогаш во прилог, но тоа е она што го бараат граѓаните. Граѓаните бараат да видат акција која што ќе придонесе да се подобри нивниот секојдневен живот.
Така да политичката волја е приоритет, бидејќи сите други останати прашања без политичката волја може да бидат само празни флоскули. Второто кое што треба да го дискутираме е постоење на целосна имплементација на законодавството кое што веќе го имаме. Да не правиме нови закони само затоа што досегашните не се имплементираат од непознати причини, туку да се концентрираме на тоа што и како можеме да спроведеме во рамки на законодавството што го имаме. Години наназад и меѓународните заедници, а и ние тука сме свесни граѓанскиот сектор, ние имаме една добра правна рамка која што нуди правна сигурност и обезбедува права и обврски за сите чинители, која што ќе даде добра основа за ние да се бориме со корупцијата. Треба да се имплементира. Да не бараме, што би се рекло, игла во сеното, односно игла во законот, зошто и како одредено нешто не може да се имплементира, за понатсосна тоа да го решаваме со нов закон кој што повторно ќе има истата судбина. Така да тоа е второто. И третото, кое што вајда би било шлагот на тортата, е казнивоста. Ние мораме да видиме правосудни органи, правосудство кое што ќе биде спремно да навистина се бори против корупцијата. Да, тоа подразбира целосна реформа на целиот тој правосуден систем и тоа не треба да не плаши да го спроведеме. Напротив, доколку сакаме ние да се бориме за тие некои европски принципи кон кои што тежнееме, ние мора да бидеме спремни да превземеме чекори кои што ќе значат целосни реформи. Реформата во правосудството која што ќе доведе до соодветна казнивост на сторителите на кривични дела поврзани со корупција е исклучително основен механизам за ние да збориме за борба против корупција. Покрај кривање на систем, мора да збориме и за кривање на систем за репресија. Господине Георгиев, благодарам што сте дел од Агенда 35. Последниот пат кога зборувавме со вас, рековме дека ќе се навратиме на темата, затоа што борбата против корупција не преслушен извор на анализи и вакви интервјуа. Вие сега го заокружувате мандатот во ДКСК. Можете ли да направите на ретроспектива на тоа што го работевте во периодов и како мислите дека се позиционираше оваа комисија во јавноста? Да, ви благодарам за поканата и драго ми е што учествувам повторно на вашата емисија, на интервју. Точно така, значи борбата против корупцијата е еден процес што трае и верувам и понатаму ќе трае. Ние како комисија за спречување на корупција овој состав дојде во 2019 година. Затекнавме една состојба на урнисана институција, бидејќи претходните членови повеќето веќе има дадено отказ, се повлекува своите позиции, целиот товар на работата остана на секретаријатот околу 10 месеци да ја одржи оваа институција во живот, што се вели. И што се вели, ние почнавме од нула. Мислам и сметам дека ние навистина успеавме да го постигнеме оптимумот што можеше да се постигне, имајќи го предвид, значи, стартната позиција, меѓутоа и севкупните услови за работа и на институцијата, меѓутоа и нели пошироко во окружувањето. Така да, еве и последните извештаи на Европската комисија, на Греко, меѓутоа и последните истражувања, имаше и минатата или предминатата недела една анализа направена од Transparency International Македонија околу националниот систем за интегритет, каде што 3 институции отскокнуваат по интегритетот и по праксата над сите други. Тоа е Државната комисија за спречување на корупција, Државниот завод за ревизија и омбудсманот. Што кажува ова? Дека во суштина, согласно оваа методологија на транспарентност, 3 институции што се независни од извршната власт или од судската власт, во сушност ги покажуваат најголемите резултати. Така да јас сметам дека, еве, ако погледам назад, ние успеавме навистина да го сработиме она што е во Законот за спречување на корупција и другите закони, нели, што ги применуваме, вклучувајќи ги делови и од изборниот законник. Дали можеше повеќе, се разбира дека би можело да се каже такво нешто, меѓутоа сепак ќе кажам, сметам дека го постигнавме оптимумот
што можеше во дадените услови. Оваа ваша оценка ја дели и Европската комисија преку своите извештаи, како што ги споменавте и другите меѓународни организации, но и граѓаните, голем дел од нив кои што веруваат дека вака кога имаме едно независно тело надвор од корумпираниот систем може да биде некаков вид на коректив и да се бори, но оние граѓани пак кои што се разочарани од целокупната состојба во општеството велат па што дека работеле, што може тие да направат. Значи тука има една мало можеби и незнаење доволно кои се надлежностите на комисијата или пак високи очекувања за борбата против комисијата. Како вие се носевте со тие критики дека практично сте куче без заби, би рекла? Дека можете само да констатирате, ама не и да извршувате? Да, ги следиме ние сите анализи и анкети што се прават. Знаете, граѓаните сакаат да видат успех во борбата против корупцијата. Независно и не ни треба ни да ги интересира дали и како постапуваат институциите. Те сакаат да видат успех. Дека конечно и судските власти, односно правосудството, значи има предмети за корумпирани функционери, службени лица и така натаму, и дека тоа има завршница. Сето она што претходи на сето тоа, тие веројатно го ставаат во делот на работата на институционалниот систем за борба против корупција. Сега, Државната комисија за спречување корупцијата, многу пати сме го кажале, има само еден дел во целиот тој систем или механизам за борба против корупцијата, а тоа е проактивниот пристап. Што значи, ние се бавиме пред се со откривање на причините за корумпираност или за ризици од корупција, додека реактивниот аспект тоа останува на органите за спроведување на законот и правосудните органи. Ние како институција покренавме огромен број на иницијативи, во изминатите 5 години ние направивме еден завршен извештај што ќе биде поднесен до собранието. Значи имаме некаде околу скоро 60 иницијативи за кривично гонење поднесено до јавното обвинителство и исто толку за друг вид на одговорност до органите каде што службените лица се избрани или именувани. Токму таму е проблемот во тие реактивни органи. Колку тие 60, например, понатаму? Така, значи ниту една не е процесуирана со конечна јавно обвинителска одлука дека ќе се оди во судска постапка. Нити па од судовите нешто и претходните години што имало иницијативи се процесирани со конечна судска пресуда. Како ја објаснувате, извинете што ќе ве прекинам, но како ја објаснувате оваа огромна дискрепанца помеѓу вашите наоди, вашата анализа и наодот на судот? Значи не зборуваме тука за некоја фина разлика, туку има сериозно голема разлика во тоа што вие го гледате како ризик од корупција и тоа што судот го гледа. Толку ли вие не знаете да процените што е корупција? Улогата на Државната комисија за спречување на корупција е, како што кажав, проактивна. Значи таа треба да ја цело време држи на одговорност владата. Бидејќи, знаете, сами по дефиницијата власта сама по себе не е корумпирана, меѓутоа од друга страна корупција може да има само во власта. Или со други зборови, постои тенденција власта со тек на време да биде корумпирана. Позицијата на Државната комисија за спречување на корупција е постојано да прашува, да држи власта одговорна, да бара информации и податоци, да врши анализи и конечно врз основа на тоа да иницира постапки, да спроведува, да дава мислења или да дава укажувања. Значи тука начелно завршува надлежноста на комисијата. Се она што следи понатаму е во надлежност на органите, како што кажав, кои што се реактивни, кои што треба конечно да го дадат оној завршен хируршки рез, односно да ги осудат евентуално што ќе бидат утврдени во судска постапка корумпираните лица. Меѓутоа, сега имаме една контратеза, се согласувам за тоа, често пати и ние слушаме, па зашто ни се нас вакви институции, како што е, всушност, не само Државната комисија за спречување на корупција, често се постава прашањето и за другите институции, кои што, и Заводот за ревизија е. Иако, според националниот систем на интегритет покажуваат највисоки резултати, сега имаме една дискрепанца дека тие резултати од другите институции не се спроведуваат. И сега се постава прашањето, па има ли потреба од овие тела? Да, баш затоа, токму затоа има потреба од овие тела, бидејќи тие се тие што детектираат. А прашањето треба да се постави кон другите институции. Зашто не постапуваат по иницијативите? Тоа е констатирано веќе 5-та година поред и во
извештаите на Европската комисија за предокот, каде што децидно е наведено институциите пред се од извршната власт и од правосудните органи власт да постапуваат по иницијативите на Државната комисија за спречување корупција и на Државниот завод за ревизија. Че тука треба да биде сега усмерен притисокот. Може би тоа што е позитивно е што се на некаков начин сензибилизира јавноста повеќе за постоењето на корупцијата, па гледаме дека на сите анкети помеѓу сите оние проблеми, сиромаштија, владење на корупцијата многу високо котира, луѓето сваќаат дека е проблем. И токму е тоа извештајот на МЦМС што беше изготвен и мислам пред неколку недели исто публикуван, јавно обелоденет, дека дури граѓаните стануваат се повеќе свесни за системот, за проблемите со корупцијата и дека се повеќе кај нив се јавува онаа желба да пријавуваат. Впрочем, тоа и токму и го говори бројот на пријави што ние ги добиваме од граѓаните во изминативе 5 години, околу 5000 предмети ние имаме процесиране, што од корупција, што од судирани интереси, што од имотна состојба. Што значи граѓаните се сензибилизираат, што се вели во таа насока и тоа е оној добар аспект. Павелом, борбата против корупцијата не е краткорочна задача. Очигледно дека можеби во нашата земја и предолго трае и уште ќе трае, меѓутоа не смееме да се доведеме во ситуација на она индиферентност или игнорација на институциите што навистина се трудат да придонесат и тоа да биде спротивно на заложбите на самите. Ги споменавте ризиците од корупција кои што одат рака под рака со власта најчесто. Каде најмногу ги има тие ризици? Еве низ текот на овие сите предмети што сте ги добиле анализите, каде најподложна е власта или кои гранки или во кои сегменти најмногу има корупција? Значи тоа е убаво детектирано во Националната стратегија за спречување корупција и социјални интереси што комисијата ја донесе уште во 2020 кој што се исполнува по 10% годишно. Токму така. И што собранието е усвои. Значи тоа е документ на собранието, национална стратегија, значи што треба да применуваат сите сектори во општеството. Во креирањето на самата стратегија учествува представници, односно со своје придонес беа и институциите и од извршната власт, и од законодавната власт, и од правосудството. И се разбира од невладиниот сектор, од медиумите и експерти. Значи, тоа што сами се согласија дека се добри активности, добри мерки преземени и собранието кога ја усвојуваше и позицијата и опозицијата се согласи дека се треба навистина мерките што треба да бидат во оваа стратегија да се имплементираат, за жал гледаме дека од текомната власт, бидејќи тие се најнадлежни сепак да ги имплементираат мерките, не се прави тоа. И сега е веќе изготвен и третиот извештај за 23-та година, каде што имплементацијата е само 14%. Имавме 20%, па 10%, сега е 14%. Значи нешто сериозно не штима во системов. Очигледно дека постои голема декларативност за борба против корупцијата, сите се полни усти се дека ќе се бориме против корупцијата, особено кога ќе искочат нели овие извештаи и на Европската комисија или црната листа од Соединетите американски држави, но тоа некако кратко трае. Нема одржливост на сето тоа. Ние се обидуваме да постигнеме, веќе почнеме 2 пати годишно да следиме стратегијата, инсистираме владата да ги задолжува министрите да се применуваат мерките што самата влада се заложила дека ги применува, па дури се обидуваме со меѓународните организации да се заложат и да поддржат одредени активности за имплементирање на стратегијата. И ако ми дозволите, само уште едно би во оваа насока споменал, една од активностите во националната стратегија беше анализа за ризиците од корупција во правосудството. Тука со поддршка на ОПСЕ ја направивме таа анализа, значи таа за прв пат не беше перцепција на граѓаните, туку беше ставови на самите суди и обвинители. Резултатите покажа дека 50% и од судиите и од обвинителите сметаат дека судството и јавното обвинителство се подложни под влијанија и од извршната власт, и од повисоки инстанции во нивните редови, но и од бизнисот и така натаму. Се тоа ни укажува дека ние во земја имаме навистина еден раздрман, растроен систем на борба против корупцијата. Се детектираат состојбите, меѓутоа некако ништо не се прави што понатаму да се презема. Да, консензус има декларативен, меѓутоа истовремено има и консензус ништо да не се презема од страна на политичките елити.
Очигледно е така, еве еден пластичен пример за тоа. Знаете дека понекогаш сме и под критика, ние на самите носители на извршната во последниот период тоа често се случуваше, да не се бидете случуваше, по особено министри. некако министерот за односи, за Политички систем. политички систем, така е. Првиот вице-премиер, поранешниот прв вице-премиер. Да, имавме додеше и од вице-премиерката за добро владење, меѓутоа Што е чудно затоа што во низиниот ресор би треба требало да соработуваме, а не да се критикуваме. Поготово кога тие критики не се засновани на факти. Но еве вице-премиерот во една изјава кажа дека не е задоволен од работата на Државната комисија за спречување корупција затоа што нема резултати од нејзината работа. Токму тоа јас го велам. Тој многу добро треба да знае кога го прочитал законот кои се надлежностите на ова тело, дека тоа, пак ќе кажам, проактивно тело и детектира состојби, врз на кој што предлага начини како да се раздржаш. Меѓутоа, другите институции треба тоа да го продолжат. Исто како што го ДЗР прави извештај, обвинителството треба да процесира. Сега, од друга страна, веќе во повеќе наврати ние од министерот бараме информации по постапки по предмети што ги имаме кај нас, што се однесуваат за неговото министерство, тој не игнорира. Прво, не доставува податоци на нашите ургенции, прва и втора, повторно не доставува информации. Му изрековме и прекршочен платен налог, не го плати и сега е пред прекршочната комисија. Што ова укажува? Од една страна вели дека ова тело нема резултати од работење, а од другата страна кога бараме од него информации не достава. Па како он смета да ние имаме резултати ако тој самиот не ги доставува податоците? Укажува веројатно не на дрскост и навреда на самите граѓани затоа што злоупотребите на позициите што се права се честопати евидентни. Јавно се злоупотребуваат државни простори, државни ресурси и граѓаните тоа го гледаат. Мислам, прилично е дрско да се навлезе во такви квалификации. Апсолутно, ние повеќе пати сме укажале и на однесувањето и негово, но и на други представници од извршната власт дека не смеа да се однесува дека институциите се некако нивна собственост. Треба да им јасно дека тие се таму заради институциите, а не постојат институциите заради нив. И дека не треба да се злоупотребуваат ресурсите на институциите, просториите, видовме се игра и фудбал, не знам, се прават забави, родендени и така натаму, нити службените возила, освен за потребите на институцијата. Меѓутоа, очигледно дека нема соодветен одговор од власта. Јас верувам дека во други подемократски земји министрите би требало да бидат разрешувани за такви прекршувања. Некаде и сами уставки се поднесуваат во сериозни демократи. Еве да се навратени на ова претходното што го кажав, и во оваа насока ние на последната седница ќе ги изречеме, ќе ги кажеме јавно сите министри и функционери за кои што ние се обративме со барање за податоци, а кои што платија прекршочни платни налози, а повторно не ги доставуваат податоци. Да, добро, јавноста да ги знае. Јавноста да знае, меѓутоа, еве нека знаат и сега и техничкиот премиер, какви министри работат во владата, значи не постапуваат по барање на надлежни институции. Изборуваат за борба против корупција. А од друга страна сите се залагаат Така. декларативно дека Ја споменавте црната листа на САД, нели сега е во подготовка, во собрание, па има некој застој за да добие повторно зелено светло од техничката влада, новиот закон за рестриктивни мерки. Колку мислите дека ќе помогне тој закон и колку треба практично ние да ги примениме нивните наводи во нашиот законодавен систем? Да. Секоја активност и секоја мерка што се презема во борбата против корупција, начелно би можела да се оцени дека е добре дојдена и дека треба да се закнува системот за борба против корупција. Меѓутоа, прашањето сега се поставува, јас не знам како ќе може воопшто да се имплементира тој закон врз основа на црна листа, веднаш да бидат санкционирани службени лица, функционери, ако е тоа правно издржало, во ред. Меѓутоа, може би да не се покаже така во праксата, може би да се покаже ова само како еден повторно, како маркетиншки, не знам, обид дека нешто ќе се прави во борбата против корупцијата. Што сакам да кажам? Дали треба ние да чекаме црни листи да бидат објавени, па да нашите институции се свестат за некои состојби од аспект на корумпираност и така натаму, или извештаите на Европската комисија што укажуваат дека
еве последниот вика дека веќе немаме резултати во делот на правосудство поглавје 23 и борба против корупцијата. Значи имаме стагнирање тука, не е дека имаме одреден напредок, дека немаме. Всушност тоа е само еден чекор од оноја нивна односно нивна категоризација дека всушност имаме регрес. Сега, ако ќе се излезат такви наводи, односно известувања во јавноста, најнаш сите почнуваат да се загрижуваат, дајте сега да преземеме нешто. Институциите и досега си ја правеа работата. Ние имавме иницијатива за кривична одговорност против Мерко, кој што потоа беше ставен на црна листа, па најнаш посна Советот за јавни обвинители и Советот на суди да бараат зашто не се процесуирани тие кривични пријави. Но не гледаме дека нешто политички му фали. Па, на глава. очигледно, да. Исто беше и за вице-премиерот, нели, за економски прашања, Кочо Гишев, кој што ние утврдивме во одредена ситуација состојба на судирни интереси и информиравме владата пресече дека тука нема никаков судирни интереси, за да потоа на црната листа, меѓу другото, биде кажано, нели, од Соединетите американски држави, Стейт департаментот, дека тој се става на црна листа, меѓу другото и поради состојби на судирни интереси. И сега ние ќе носиме некој нов закон, дека сите овие лица што ќе бидат на црните листи веднаш да бидат процесуирани и така натаму. Сакам да кажам дека и претходно биле детектирани одредени слабости и доколку институциите сакале реактивно беше да постапуваат, тоа го велам дека и оној вториот чекор можеле да постапуваат. Апсолутно. Сега не чека предизборија, кампања, избори. Секогаш луѓето познавачи велат дека тука е еден црн период баш за корупцијата, дека се зголемува ризикот. Какви се вашите очекувања за овој период? Веќе гледаме некои сумнителни вработувања низ системот. Тоа е практика веќе. Тоа е практика, се сложам тоа што говорите. Знаете, тоа се случуваше, јас не знам дали и сега ќе биде прескокната да се објавуваат голем број на огласи на еден ден дури пред конечното распишување на огласите од страна или на собранието, што веднаш потоа се ставаат во умирување. Тоа го имавме со години наназад пред секој изборен циклус такви примери. Значи, Агенцијата за администрација веднаш ги стопира тие и согласно изборниот законник 8А, тие се ставаат во умирување додека трае изборниот процес, за да продолжат оние постапки што се запрени по завршување на изборите. Меѓутоа, тука веќе се воспоставуваат клиентелистичките односи. Бидејќи власта еве вели, бидејќи тие ги распишуваат огласите, ние ќе вработуваме, па на одреден начин се сугерира веројатно на електоратот, еве гласете, знаете за кого би требало да гласате, бидејќи по завршување изборите ние ќе ги завршиме и овие огласи за вработување. Во суштина, значи, тоа е еден механизам за воспоставување на клиентелистички односи помеѓу партиите и граѓаните и обид, би рекол, за влијание врз избирачите. Јас се надевам дека граѓаните конечно ќе бидат свесни после толку изборни циклуси дека не само за вработувањето огласи, туку и започнување градежни работи или рекламирање на градежни работи во тек, што 4 години претходно никој не ги споменувал. Така да сега во овој период, јас верувам дека повторно ќе се интензивира се со обид да се придобијат гласови, а после тоа повторно 3-4 години ништо да. Апсолутно. Сме го виделе веќе филмот како се вели. Не ли е малку чудно да имаме ваква стагнација во борбата против корупција паралелно со скрининг процесот кој што течеше? Очекувањата беа дека барем тој некако ќе помогне, но веројатно како и црната листа, доколку дома се нема вистински капацитет и волја за да се спроведат тие наоди на сите институции, тешко дека и скринингот може да помогне. Вие честопати одевте во Брисел, бевте дел од целиот тој процес. Како гледате на самиот процес кон него и колку може на вистина да ни помогне доколку дома има сериозна политичка волја? Па да, скрининг процесот беше навистина добре дојден, јас би рекол, во таа фаза. Минатата година, цела година имаше 32 повдигла, колку 35 всушност. Се спроведаа тие скрининзи, вклучувајќи ги поглавието 23, јас бев таму. Значи, експертите од страна на Европската комисија ги детектираа состојбите
Се разбира, добар беше инпутот неспорно на нашите институции, отворено се говореше за слабостите и сега извештајот е тука. Значи точно се знае каде и колку и како да се интервенира за да се подобрат процесите. Пак ќе речем, тоа е еден долг процес што ќе трае, реверзибилност, нели, знаеме сега постои доколку се постигне одредено напредок. Тоа не значи дека тука ќе запре скринингот, односно мониторирањето, туку може повторно да бидеме вратени назад. И по мене е добар механизам, конечно од декларативност, од толку години изминативе 30 се изнагледавме, да се помине и кон активно, што се вели кон навистина правење на тие реформи, некогаш може би се болни, меѓутоа мора да се направат, пред се за граѓаните на државата, не заради самото членство во Европската унија. Но јас верувам дека кој да победи на следните избори, дека сериозно ќе се зафатат, конечно, се надевам, со имплементирање на наводите од скрининг процесот. Интервјуто би го завршила со реченица што ја кажа претседателката на антикорупцијската Билјана баш пред некој ден, дека функционерите немаат срам и дури кога се соочени, тоа го отворивме и низ разговоров неколку пати, дури кога се соочени со еклатантно прекршување и на законските и на етичките норми, многу не се загрижени затоа што тој некој електорат веројатно сигурно гласа за нив без разлика на поведението. Колку е важен тој аспект на срам во практикувањето на политиката и на јавната служба? Знаете, едно е да се постапува по законот и тоа секој би требало да си го прави. Меѓутоа, другиот аспект е она што го велиме интегритетот, односно етиката, моралот на службените лица. Значи, не секој постапување е спротивно на закон. Меѓутоа, од друга страна, самото неетичко, па дури и однесување спротивно на интегритетот, на позицијата што една институција треба да има, и навистина, кај нас сметам се уште на многу ниско ниво. Ко кажав примерот, со дузина министри што ги злоупотребуваат на одреден начин, може би не е тоа кривична одговорност, меѓутоа ги искористуваат привилегиите што ги имаат за работи што не се од интерес на државата. Значи, повеќе за свој личен или за партиски интерес. Така да, од тука би рекол дека навистина дел од функционерите немаат срам, тоа отворено го прават, па видовме понешто се беше пренесено и последното славење за новиот технички премиер, застанати на сред плоштад, се пие кафење, се пуша цигари, не знам што. Едноставно, значи, треба секој да свати дека кога ќе дојде на позиција, треба да се однесува скромно и во согласност со принципите, пред на интегритет и согласно законите, со цел и понатаму граѓаните да имаат доверба во тие функционери. Ке следиме како ќе се однесуваат и новите функционери после изборите, но и новиот состав на ДКСК, ќе следиме и нивната работа. Ви благодарам што бевте дел од Агенда 35. Да, ви благодарам јас, сега сме задоволство да учествувам повторно на вашата емисија и јас се надевам дека следниот состав на комисијата ќе си продолжи онака работа како што е утврдено во законот. Следната недела се гледаме на истата фреквенција со еден многу важен аспект од изборите и од изборната кампања која што следува. Останете со нас и со програмите на јавниот сервис.